Авионската бомба од Втората светска војна, која е пронајдена во индустрискиот дел во близина на обиколницата каде магистралниот пат се дели на два дела, кон источна и југоисточна Македонија, веќе пети ден се е страв меѓу жителите на две штипски населби и на повеќе стопански капацитети. Бомбата е долга 1,20 метри, а е тешка околу 130 килограми. Во неа има експлозив од 60 до 70 килограми. Со ваква количина на експлозив проектилот има разорно дејствие до 1 километар. Доколку се активира, стопанските објекти кои се наоѓаат до оваа далечина би биле срамнети до земја, а ударното дејствие е до 3 километри. Оваа лента покажува дека пристапот е забранет кон ридот каде е откриена бомбата при градежни работи со багер. Полицијата поради безбедносни причини не дозволува на новинарските екипи да се приближат до авионската бомба. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова информира дека нивна задача е да ја обезбедуваат, а додека задача на Дирекцијата за заштита и спасување е да ја транспортира и да ја уништи бомбата. Ири стапи во контакт со заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Екрем Зендели, кој потврдува дека станува збор за специфична бомба, а најголем проблем за оваа институција е што проектилот не може со голи раце да се крене, туку е потребно посебно транспортно средство кое најпрвен ќе ја дислоцира, а потоа ќе ја однесе до воениот полигон Криволак. Освен ова, треба да се внимава и како ќе се крева, бидејќи на неа се уште стои иницијалната каписла. Зендели вели дека се во постојана консултација со пиротехничарите, но и со експерти од Министерствата за внатрешни работи и одбрана, како да се реши проблемот. Но токму пиротехничарите кои се вкупно 7 вработени во дирекцијата не можат да интервенираат во овој случај, бидејќи не им е регулирано животното осигурување за нивната работа и додатокот на плата за зголемен ризик по здравието и животот, кој ги следува по решение, а како што забележуваат веќе 12 години не им се исплатува. Изминатите неколку месеци во Германија и Србија при дислокација на вакви авионски бомби беа евакуирани илјадници жители на населби и стопански објекти. Како ќе се решава проблемот со овој авионски проектил во Штип, надлежните институции одлуката треба да ја донесат деновиве.